Диалогот на високо ниво не е замена за преговори за членство во Унијата. Но ние како СДСМ целосно го поддржуваме затоа што тој представува инструмент со кој Европската Унија сака да помогне земјава да остане на европскиот колосек и да ги спроведе реформите. Токму поради тоа, загрижени сме што акциониот план, наречен оперативен патоказ, кој владата го презентираше, е оптимистички само на хартија. Изразуваме длабок сомнеш дека власта има намера да го реализира во рокот кој самата го предвиде. Сметаме дека власта не постои вистинска волја да се подобрат состојбите во клучните области кои се под европски мониторинг. Да подсетиме, тоа се прашањата кои директно ги загрозуваат демократските процеси и владењето на правото во Република Македонија. Токму денес, на денот на слободата на медиумите, Македонија се наоѓа на 20 места подолу во однос од лани во извештајот на Freedom House, а вице-премиерката Теута Арифи ветува дека проблемите во медиумската сфера ќе ги реши до септември. Во ситуација кога диалогот со новинарските здруженија е блокиран, а медиумите се соочуваат со постојани притисоци, ваквите ветувачки изјави делуваат паушално и неостварливо. Нималку сјајна не е ситуацијата со јавната администрација. Сите апели и барања за подобрување на нејзината ефикасност на крај завршуваат со нови и нови партиски вработувања и се погломазен државен апарат кој истрошува и онака слабата економија. Во буџетот се наменуваат се повеќе пари за администрација, еве и во овој ребаланс за буџетот, а нема зголемување на плати. Од што заклучуваме дека и натаму ќе се зголемува бројот на оние кои не работат ништо, па дури седат по дома, а земаат државна плата. Тоа не е реформа, тоа е дополнително тонење во проблеми. Што се однесува до подобрувањето на судскиот систем, пред некој ден имавме прилика да ги видиме новите партиски решенија за Уставниот суд, со што јасно говори во која насока се целите на актуелната власт, а насоката е комплетна ваморизација на општеството. Исто така, антикорупцијската комисија е одавна партизирано тело, од чиј состав не може да очекуваме да преземе самостојни чекови во борбата против корупцијата. И таа делува како продолжена рака на владачката гарнитура. Затоа, апелираме до власта, овие критики да ги прими конструктивно и да преземе конкретни чекови во однос на реформите, пред да стане предоцна. Треба да сме свесни дека почетокот на преговори не е поврзан само со проблемот со името, туку и со исполнување на прецизни дадени критериуми. Треба да ги имаме на ум фактор дека кандидатскиот статус не е вечен и не треба да се зема здраво за готово, особено ако кандидатот за членство уназадува и добива се полоши извештаи. Почитувани, ние како опозиција ќе го поддржиме секој чекор што ќе подобри состојбата, а со тоа и имиџот на земјата, но и понатаму ќе критикуваме потези за кои ќе оцениме дека се обичен политички блеф во пресред на средбите со представници на Европската комисија. На крајот и можеби најважно од се, власта треба да научи дека реформите не се прават поради европските институции, туку за да се подобри животот на граѓаните кои во моментов ја плаќаат цената на неодговорните и неспособни политичари од власта. Благодарам, повелете евентуални прашања. Повелете. Па ние досега следевме будно тој процес, мислиме дека имаше по мене свесни блокади од страна на власта да не дојде до договор. Денеска на владата на вице-премиерката Теута Арифи предложивме на национален план и стратегија, глобално кажано за слободен говор и спас на новинарството. Таа е подадена рака од наша страна и мислиме дека би било добро да го разгледа власта и не само власта, туку и сите заинтересирани страни во оваа приказна, тоа се прилично сите општествени чинители. Очекуваме одговор од таа страна, а доколку има договор, особено ако тој договор е задоволен ЗНМ и новинарскиот еснав, ние се разбира ќе поддржиме во име на слободата на говорот, во име на слободата на новинарството.